во населено место кое представува административен, културен и стопански центар во одредена област. Ова е дефиницијата за поимот град. Но градот е категорија која што постојано се менува со цел да им обезбеди што поквалитетен живот на своите жители. Како се менуваше Скопје низ годините? Во овој куз времеплов, затоа како Скопје од градот на липите стана град без зеленило и зошто Скопје не е и не може да биде зелена метропола. Плоштад. Нашиот изграден помеѓу 1920 и 1940 година. Низ годините го менуваше својот облик и лик. Местото за поголеми собири, одмор и релаксација нудеше сенка и зеленило. Од 2011 година значително се смени сликата за ова место кое стана плочник со споменици и речиси воопшто зеленило. Малку погоре, кај Соборниот храм, во истиот период и булеварот Климент Охридски ја доживеа најголемата трансформација. Исечените дрвја никогаш не се вратија во истиот облик, а стручњаците објаснуваат која е улогата на зеленилото на коловозите. Возачите треба да имаат заштита од рефлектирачки елементи на коловозот, на околните објекти. Тоа значи дека треба да се овозможи струење на воздухот соодветно за да нема задржување на частичките од издувните гасови. За бројните промени на урбаното зеленило, Скопје памети и бунтовници кои изјавуваат дека не сакаат бетон на местата на малите зелени оази. Неградежна зона. Тогашните паркобрани не го спречија уништувањето на зеленилото кај Бристол и покрај протестите и резултатите од истражувањата според кои од 2002 до 2013 година во центарот на главниот град зелените површини биле намалени за 50%. Оваа група не беше активна за време на уништувањето на други зелени делови од Скопје, иако нејзини членови подоцна, како дел од кабинетите на локалните власти, продолжуваа со слични активности. Еден од примерите е делот пред влезот на Универзитетската клиника во Скопје, пред која на слободното место, наместо парк или зеленило, никнува хотел, трговски центар и катна гаража. Соголувањето на Скопје не запре во ниту еден момент, но градот и неговите жители останаа целосно збунети кога претходниот градоначалник најави дека ќе го кандидира Скопје за зелена престолнина. Со менувањето на ликот на Скопје се менуваа и дефинициите за поимите урбано зеленило и парк. Проблемот се јавува овде затоа што ние секоја површина што ќе ја уредиме ја нарекуваме парк. Парковите во принцип треба да бидат повеќе од 60% со зеленило пополнети, значи еве паркот на езерата во населба Аеродром во кој што зеленилото е жардинјерско. Например, тоа не би требало да се нарече парк. Зеленото стана тренд, но само во предизборните програми кои содржат многу ветување за паркови и урбани зеленила. Слична е сликата и со така наречениот парк на светлината. Клупи изложени на сонце на аголот од булеварот со неколку соларни светилки. Политичарите со многу фалби, додека паркот зрачи огромно количество на топлина и светлина, што само дополнително го загадува градот. Промени од неодамна има и во соседната населба Киселавода. Во трка за политички поени, направен е парк на иднината. Според неговиот изглед, иднината е поплочена и без зеленило. Многу е лошо тоа што кога се поплочува и се бетонира, ние ја губиме и таа самоодржливост, се користат значи материјали каде што нема водопропустливост и тоа е нешто што плюс го загрозува значи животот на човекот. Наместо зеленило, уште малку повеќе бетон и кон излезот на Киселавода. Наместо парк, жителите добија гломазна градба. Требаше да ги задоволи фактот дека изгледот е копија на њујоршката Флетајрон. Во законите, особено за урбаното зеленило, обврската на општините, градските општини во рамки на Скопје како посебна административна единица и на Министерството за животна средина е да овозможат 25 квадратни метри зеленило по жител. Значи во своите буџети треба да го планираат соодветно просторот за да го овозможат ова. Но за да се направи план, потребни се податоци. Нив требаше да ги обезбеди зелениот катастар во кој беше замислено да бидат запишани сите дрва. До сега само неколку општини ја исполнуваат обврската, а за несовесните казна нема. Во вакви услови, кројачите на планови работат на слепо.
Но менувајќи го изгледот на градот, професорите упатуваат на промените и на природните појави кои никако не смеат да се занемарат. Не така удамна бевме сведоци на катастрофални поплави. Се повеќе сме сведоци на екстремни појави. Например, забележуваме дека од година во година не се намалува количеството на врнежи и во градовите, туку дека доаѓаат во така неправилен распоред кој што на многу места ни укажува дека прави проблем затоа што ние неплански постапуваме со тој простор. Кај нас е проблем и калкулацијата на зеленило по глава на жител. Тоа е толку нерамномерно направено што соседи од иста населба немаат можност да уживаат во иста количина на зеленило. Населбите Ново Лисиче и Аеродром се само пример. Експертите предлагаат, промовираат едно ново правило 3-30-300. Тоа значи 3 дрвја на секое домаќинство, 30 квадратни метри покриено со крошни, но во секое мало, и 300 метри оддалеченост на секој жител од најблиската зелена површина или парк. Уставот како едно од најголемите мерила посочува дека сите ние, а најмногу државата, треба да се грижи за унапредување на животната средина. Го губиме просторот за социјализација, за релаксација, за рекреација. Го губиме допирот со природата. Парковите се простор каде што човекот ја прави таа конекција. Од година в година, со теркот кој што не се менува ниту со годините, ниту со властите, Скопје на своите жители им нуди само полош квалитет на живење.